Добро дојдовте ново издание на Агроспектар, емисија за квалитетно земјоделско производство и едукација и информирање. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Во наредните минути ќе го реализираме ова ново издание на емисијата. Професоре, добро не дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Не спомнав во најавата, меѓутоа еве прва тема во вечерашнава емисија е нестабилното време или оценка на временските прилики и неприлики и нивниот одраз врз земјоделското производство. Променливото време е карактеристика и на оваа година. Чести приврнувања, услови за појава на град, појавот повремено и ниски температури. Во каква кондиција се културите со оглед на се ова што се случува со времето? Токму така, сведок сум, бидејќи сум секојдневно со земјоделските производители, со состојбата во аграрот и ако минатите емисии зборевме за она што го снајде земјоделскиот производител со ниските температури, значи факт е дека 2025 ќе биде година обележена со такви ексцеси, нестабилност и така натаму. Ако зборевме дека има мрзнење кај кајсијата, кај праската, кај јаболкото, кај јапонското јаболко, кај калинката и така натаму, и дававме препорака дека агротехничките и заштитните мерки сепак треба нормално да си течат, бидејќи се работи за долгогодишен насад, во кој е вложено, кој на земјоделските производители треба да им врати. Тоа го збориме од причина, бидејќи голем дел производители се револтирани, не стапнувам на нивата, ќе се затреви, ќе излезат во допи и така натаму, а треба со еден пристап пред се човечки да се одржува растението, да се формираат, диференцираат наредни родни папки, бидејќи се повеќе годишни наседи кои треба да ствараат, така да сега одма ќе одиме на оној другиот чин. Факт е веќе 2 месеци сме ние во календарска пролет. А уште не следи нестабилно време, проследено, како што рековте, со град, со дожд и брзи промени на времето, пред се од локален карактер. И сега е оваа недела ќе кажам, оние квази стручњаци што се инкорпорирани примени преку партиски линии, вода има. Ние имаме шараноликост во водоснабдувањето. Некои од браните се добри, некои не. Бидејќи тектонското пореметување на времето обуслови да не има стварање на облаци и локални врнежи од дожд. И тоа повеќе од оној пораен карактер, кои праваат повеќе штета од колку корист. Значи, со хидролошката состојба имаме една оптичка варка сега, бидејќи уште еден месец има до тоа пеколно лето кое ќе почне, кога водата ќе биде насушна потреба. И долгорочната прогноза збори дека ние ќе имаме уште изненадувања непријатни по однос на временските неприлики. И како што рековте, тоа го збориме во емисиите веќе многу години, сме веќе во оној критичен градобитен период, каде што оние високи дневни температури и стварањето на облаците, ладни облаци, тука обусловува да дојдеме до врнежи од град, што е веќе евидентно да во Република Македонија имаме реони кои се збришани точно по 4 прста. Град падна и штетите се навистина големи. Струјмица, 2-3 села, во Струјмица капка дожд нема, 2-3 села се така сравнати со земја. Василево баш имаше и на телевизија ова, сравнати со земја, значи уништени се преку 80-90%. Таквото нешто јас се очекував, бидејќи влегувме во вториот месец од пролетта, веќе третиот месец ќе бележи големини температури и консолидација на времето. Да производителот веќе почне со неговите нормални активности. Наместо тоа ние имаме пак изненадување и ќе имаме уште изненадување на врнежи на температурата. Со ниски температури, со врнежи од дожд и на некои повисоки места чак најавено и снег. Тоа е нешто кое најмалку му е потребно на земјоделскиот производител. Бидејќи овие наши емисии се од едукативен карактер.
Јас ја следам состојбата во цела држава по однос на тоа кој регион од што и како страда. Една генерална, стручна препорака да во овој период, еве нека биде посебно почетно, бидејќи емисијата со години ја реализираме во Кавадарци. А Кавадарци за мене важи еден од најголемите лозарски региони во Република Македонија. Значи, сега влегуваме во чувствителната фаза на развој на лозата, тоа е фаза на цветење и прецветување. Некои сорти веќе почнаа да цветат, некои еднаш ќе почнат. Овде наш апел е да не се поигрува производителот, можем да издржам уште 2 дена, 3 дена, а за ден, 2, 3 се менуваат климатските услови, дожд заврна, вие рековте дека имаме приврнување по повеќе пати во текот на тие денот, приврнувања и се сончеви периоди. Да. Тие приврнувања се одличен услов за фикомицетните гави, прво пред се плавеницата, ја направи штетата што е многу важна и кобна за секоја лозарска фамилија. Што тоа значи? Гроздот е веќе изфрлен, фаза на отварање, значи на цветење, он е многу чувствителен. Сега треба континуитет и стручен пристап, имате служба да биде искористена максимално, мислам дека вие ми рековте дека имат чак и дадено препораки, да се почитува стручноста и да се прска на време. Бидејќи филозофијата во заштитата, ние повеќе пати збориме, не е од која ќе ја приметеме болеста, па да ние прскаме. Значи, превентивната заштита Има резултат. Има резултат, бидејќи на со прскањето на времено, со стварање на инфективниот процес, таа конидија, што треба да оствори инфекција, ако налета на испрскана површина, тука не може да оствори инфекција и тука е производителот победник. А чим се оствари инфекцијата, дали е на листот или на гроздот, тоа е уште полошо, назад враќање нема. Гроздот ќе стане како пинок и грозје ќе нема. А ние виновата лоза ја одгледуваме за грозјето. Затоа нашата препорака на овие едукативни емисии, секогаш поврзете се стручно лице. Еве, лично јас, без никакви надокнади, секогаш сум на располагање да секој лозар, кога има такви проблеми, да не оди што аптекарот што ќе му каже стави тоа, стави тоа, стави тоа, него да оди смислено со одредена комбинација која е компатибилна, со количина на средство по хектар површина, да оди со микронизација на честичките. Чисто најниска. Максимална опфатеност на целиот чокот и квалитетно прскање, подразбира кога најмалку 24 часа да имаме врнежи од дожд. Да не се случи, он испрска, после испере, дождот го испере, он вика, професоре, прскав. Но, зависи кои средства се, затоа што има квалитетни препарати кои имаат леплива моќ, за само неколку часа не се испира препаратот. Значи се впива и останува. Сите тие финеси се важни и тука земјоделецот, лозарот во случај, да не мисли дека многу знае. Нека се исконсултира со стручно лице, кој има познавање за тоа. Да има и зачуван, заштитен род. Ке има редукција на помалку прскања, ке има квалитетно грозје и, што е најважно, еве сега, за овие агрохемиски анализи ние зборавме. Ако виновата лоза не е добро охранета, да има храна за црпење, кореновиот систем, па да дотира горе, гроздот не може да биде голем. Затоа што таа храна од почвата, коренот со своји сили дотира до листот, па таа се трансформира во пристапна форма и имаме добро гроздје, добар развој на лозата и сето тоа. Сите тие стручни работи што се важни. Јас, како стручно лице, никогаш не ги штедам да му ги објаснам на производителот, во случајот на лозарот, како тој
со неговата фамилија вложува средства, да ги вложува смислено, не како што ќе каже некој комерцијалиста, стави 5 врејки. Може да треба 2 врејки на тоа што фали во почвата. Тоа се важни работи. И инкорпорацијата, и сите работи, бидејќи имам производители кои се под моја палка, вика професор, јас ќе фрлев 10 врејки. Но гледам дека анализата збори дека треба 4 или 5, ама тоа што фали. Со фосфорот, со азотот, со калиумот и со микроелементите кои се потребни за добар развој на виновата лоза. Сите тие стручни работи, кои ние со години ги дискутираме, од за мене позната причина, тие не стигаат до земјоделскиот производител. Бидејќи постои она фаза, она тампон зона меѓу стручните лица кои треба да се наметнат кај земјоделецот, бидејќи од него зимуваат личен доход, и аптекарите, комерцијалистите кои живеат од кило продаден препарат или ѓубриво. Сега, струката не е против употреба на ѓубривата и препаратите. Да, меѓутоа, но тоа треба да биде разумно и во интерес на земјоделскиот производител. Како би се зачувало и здравието и на консуматорот и на земјоделецот. Тоа е веќе за поздравување што како новинар го потенцирате. Вие сте консуматор. Сакате на пазар да излезете домата која не е прскана 15 пати, грозе која не е прскано 10 пати, и кој ќе однесете дома на фамилијата да знаете да носите здрава храна. Таа е целта на едукација на нашите емисии. А тоа се помалку го има токму поради неедуцираниот земјоделски производител кој што мисли дека се е во фрлањето безобзирно на хемиски средства. Точно така. И сите земјоделски производители мора да го кажам тоа, бидејќи голем дел од квази стручњаци и тие што се на буџетот, на грбот на буџетот, ние ќе му кажеме на земјоделецот, ако сака нека искористи. Ние јадеме безбедна храна. Ние имаме стихиско производство каде што производителот по свој налог прска, по свој налог понекогаш ѓубри и така натаму. Сите тие работи мора ден порано да се средат, да имаме едуциран земјоделски производител, а тоа подразбира производител кој ќе произведува храна за европскиот пазар. Затоа што ригорозните комисии кои ги има и инспекции кои ги имаат европските пазари, ако само прибележат, а тоа веќе имаме на повидот со селката, кога не е враќано производство, не се враќа производство, ако ни го ставаат тој крст, тогаш ќе биде се катастрофа. Но, од друга страна, каде сме ние со земјоделието? Целосно маргинализирано земјоделие, рапиден пат во сите сфери, и ако минатата година дававме 1,2 милиарди, сега ќе сме преку 2 милиарди ќе даваме како аграрна земја, ќе даваме за увоз на храна. Затоа што има една од оправданите причини е точно времето кое го уништи преспанското јаболко, каде што имавме извоз. Виновата лоза малку настрада. Но кај си веќе има одредени производители договори со Словенија за словенци да работат, да прават добри сокови. Праската исто така. Сите тие работи се губиток за државата. И сега, наместо обраќање на луѓето кои не водат кон стопанството, како да се организираме, да се зближиме, да се обединиме, ние, бидејќи политиката е влезена длабоко во порите и во земјоделието и сегде, гледаме разединување, значи губење на плодните површини, губење на еланот на младите луѓе да останат на ниви, а од друга страна громогласно се збори да ги задржиме младите. Значи, таквото разединување. Греф е вчера што го слушнав тоа дека председателот на собранието Гаши сака да биде медиатор меѓу СДСМ и ВМРО за заеднички да решиле како да помогнат на луѓето од Кочани што настрадаа многу.
трагедија на нашето време, како он да доаѓа од Нептун. Што Тоа е велат, нешто така. невред во државата. Што велат? ВМРО и СДС мора да се спојат, да сватат дека Македонија за сите и за албанците е една, а не албанскиот блок. Таравари отишол сега кај Рама. Овој отишол во Така, Косово. ние ќе се вратиме на тоа што Тие се бедни е. работи, ама го разединуваат народот. Така, Тие новини. способни, здрави и квалитетни производители албанци. Така. И они се чудат на тоа. Новини од фитофармацијата е следен дел во емисијата, да го погледнеме прилогот. Минатата недела ние имавме еден обсежен прилог, интересен за земеделските производители или оние производители кои навистина имаат голем проблем со нематодите. Тоа го прикажавме во лабораториски услови, сега можеме тоа да го кажеме и во такви услови каде што се конзервираат корењата од нематодите, со единствена цел да понатаму се истражува по однос на тоа присуство на фитопаразитните нематоди, штетите кои ги причинуваат, а се во интерес како во Република Македонија, бидејќи поинтензивно работиме на тој проблем, во Република Македонија да ние имаме навистина спречување понатамошно ширење на фитопаразитните нематоди. Тоа го збориме не од друга причина, од причина, како што рековме минатата недела, од причина што согледувајќи ја последните години состојбата во градинарството, во Струмичкиот регион, Гевгелискиот регион, Валандовскиот, Богданскиот, Неготинскиот дел. Во градинарството фитопаразитните нематоди се навистина изразени и точно тие корени кои ги гледате тука, камерата може да ги зумира, тоа се екземплари точно од теренските снимања, каде што гледате и сами да таков корен, кај доматата, кај краставицата, кај другите култури, таков корен едноставно е блокиран и не може да понатаму даде никаков резултат од културата која гледуваме. Тоа се невидливи ситни црвчења, го зборевме тоа, и тоа за градинарските култури. А големата потенцијална опасност во Кавадаречкиот регион со ксифинемите и лонгидорусите, во Гевгелискиот, Велешкиот, Свети Николскиот регион, Струмичкиот, каде што имаме посебни видови, како што се ксифинемите и лонгидорусите, тие во догледно време ќе представуваат и како голем проблем за земеделското производство. И затоа ние овие прилози, кои се пред се од едукативен карактер и смерничарски по однос на нашата иницијатива, имаме цел не друго, не да се заплашува производителот, не да се зборат невистини, како што некои квази нематолози го прават. Ние збориме од објективен аспект дека фитопаразитните нематоди се вистинска опасност во целиот аграр, во целото земеделско производство. И, ако минатата недела ние дадовме еден обсежен чин на видување од теренот, денес ќе понудиме едно решение кое навистина е новост за Република Македонија. Новост или потполнување на празниот простор, бидејќи тоа го следиме низ години, во Европската заедница нематоцидите беа сите се всушност сите забранети за понатамошно производство, бидејќи предизвикуваат навистина големи импликации по здравјето на консуматорите. И затоа оние популарни нематоциди кои ги имавме
сите тие се во, значи, дел од нив забранети, дел од нив во процес на забрана и сето тоа предизвикува една реакција да мора да се барат адекватни решенија. И денес, рековме, обеќавме кога ги обсервиравме нематодите, ќе понудиме едно од решенијата кое навистина е органско, навистина без оние токсичности од прва група што ги имаа нематоцидите и еден двокомпонентен, да го кажем, препарат по однос на двокомпонентно делување и ефикасност, од една страна екто и ендопаразитите да ги сузбие, од друга страна да има еден фантастичен стимулативен аспект на развој на кореновиот систем, кој го надминува тоа, значи стагнација на развој, на генерацијски развој на нематодите, а од друга страна со одредени ауксини, со одредени хормонални овие стимулативни средства имаме максимално ожилување. Тука се работи за како ново решение за сузбивање на фитопаразитните нематоди. И го спомнавме минатата недела, само увертира дадовме, а денес него целосно обсервираме, тоа е немакилот 35. Што всушност представува немакилот? Рековме, науката оди напред и во многу земји, пред се Холандија, бидејќи кај нив нематодите и нематологијата е на многу висок степен, развоен степен, би рекол, Холандија има веќе нови решенија по однос на сузбивање на нематодите. Прво тоа се вршеше со запарување, второ се вршеше со задушување и употреба на одредени средства и кога имав предстој во Холандија, имаше еден случај каде што во оранжериски производства, каде што има големо присуство на нематоди, тагетесот, една племенита култура би рекол, тие го засниваа во оранжеријата, тој ќе дојде со фаза на цветови, го тањираа и го инкорпорираа во почвата и има навистина големи нематоцидни ефекти. Ние денес, бидејќи се збори за органско нешто, денес ќе кажеме повеќе нешто за тој немакил како идно ново квалитетно решение за нематодите. И првото е некако што представува немакилот 35AL. Значи, најважното, за кое нешто секогаш се залагаме, се работи за 100% природен растителен екстракт од Quillia saponarija. Тоа е малку и тешко за изговарање, но најважното нешто е дека се работи за еден типичен вид на автохтоно дрво, кое се среќава во Чиле и кое се максимално користи за успешно сузбивање на фитопаразитните нематоди. Што всушност и како делува тоа средство? Значи, екстрактот од тој вид на дрво, целосно, тоа е многу важно, е растворлив во вода. И, што е многу важно, тој е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата и за прихранувањето. Сега, што тука имаме ние суштинско кое дава ефикасност? Тој екстракт
од тоа племенито дрво. Има 3 терпенски сапонини, што е многу значајно, кои имаат еден фантастичен нематоциден ефект или нематоцидно делување на ендо и ектопаразитните нематоди. Што тоа значи? Бидејќи дел од нематодите се во растението, како што е дитиленкосот, хеликотиленкосот и така натаму, а дел се надвор, значи ендо и екто паразитните нематоди, што е доста значајно, тој екстракт ги опфаќа. И како тоа делува? Делувањето, што е многу значајно и за нас и како приоритетно, делувањето е контактно и преку абсорбтивниот комплекс на коренот и преку абсорбирање од самиот корен, при што се постигнува, значи, висока нематоцидна ефикасност. Значи, со тоа се спречува штетната активност на нематодите. Тоа е еден фантастичен чин на дејство, бидејќи од експерименталните испитувања се утврди дека ефикасноста е голема и оној превентивен дел, би рекол, видлив, бидејќи тој со стручна примена, за која нешто покасно ќе кажеме, што е важна работа, со неговата примена се спречува активноста на нематодите. Тие веќе дехидрираат, гладуваат и престануваат со храна и освен тој нематоциден, високо нематоциден ефект, значи, терпенските сапонини делуваат и како растителни стимулатори со свое хормонално делување. Тоа е навистина работа која секогаш заслужува внимание, бидејќи од една страна имаме делување на овај екстракт на прекратување на хранење на нематодата, уништување на екто и ендопаразитните нематоди, од друга страна мотиваторската способност на овој препарат која има, значи, стимулативниот делба на клетките и хормоналното делување, кај коренот предизвикува стварање на нова коренова маса. Затоа збориме уште по расадувањето или пред расадувањето, тоа ќе го после нагласиме пред примената, што е многу значајно. Таквата примена прво предизвикува сузбивање на екто и ендопаразитите нематоди и второ, растението кога дојде со кореновиот систем во контакт со тој екстракт, тука има максимална ожиленост, максимален чин на пораст, енергичен пораст, каде што растението покасно го покажува преку надземниот дел. Што е значајно? Значи, делувањето по однос на кореновиот систем со апликација преку системот капка по капка, со инјектори, со други направи, тој се инкорпорира во почвата и тука го постигнува својот дел. Посебно важно, со стварањето на жилната маса и на временото користење, ние имаме неверојатна зголемена имунолошка способност на коренот, поголема смукателна моќ, абсорптивниот комплекс прави чуда со влечење на храна,
брза делба, стварање на нови коренови влакненца и тука оној дел е целосно занемарен и е длабоко под прагот на штетност, што може да ја проследи развојот на нематодата. Дали е тоа мелоидогинето ларва, дали е тоа дитиленхусот, дали е тоа пратиленхус или било кое. Значи, со еден збор, тој препарат во догледно време ќе си го фати своето место исклучиво со квалитетот кој го поседува и кој нешто е секогаш еден предизвик за самата пракса. Бидејќи со неговата апликација или апликации, кој нешто производителите сака да го пременуваат повеќе, бидејќи и хранливата моќ што ја има, стимулативната моќ, хормоналната моќ што ја има, за развој на коренот, производителите велат јас на име исхрана ќе го применам 2, 3, 4 пати и секоја пропуст од претходното третирање, бидејќи миграторните форми од ларвите може да бидат доле, па после тоа да дојдат во ризосферниот дел. Но тука, со таквата примена, пример во цвеќарството, во градинарството, со системот капка по капка, може да се тоа слободно примени и да се држи под контрола из јакиот развој на коренот и евентуален нов напад од фитопаразитните нематоди од подолните слоеви на почвата. Значи, со еден збор, ефикасноста се преклопува со голема моќ и принос кој го дава растението каде што е применет немакилот. Тие слики не се случајни, тоа е маката од теренот, каде што ги прикажуваме да само знаат производителите со какви маки може да се соочат. Што е значајно или ајде да кажеме важно при примената или пред примената на немакилот? Голем дел производители или тие квази нематолози јал не јал 3,5. Значи примени го средството. Ние, а и производителот, а и дистрибутерот секогаш честито оди према тоа. Дали има потреба од примена на средството? Значи, прво и значајно, пред примената неопходна е нематолошка анализа на почвата. Што со тоа постигаме? Анализата утврдува која популација имаме на нематоди, која врста или кој вид и дали е на прагот на штетноста, што е прав стручен пристап и главен сегмент за резултатот при примената на немакилот. Временскиот период кога растението е веќе тук, ние зимаме од ризосферниот дел, а тоа е зоната кај што е коренот, оттаму се превзимаат овие почвени од ризосферниот дел почвата, се лабораториски одработи и се гледа кој е бројот на инвазионни ларви. Штом се утврди дека е над прагот на штетноста, примената е пред самото расадување или со расадувањето, каде што со примената на препаратот, кај градинарските култури тоа доаѓа од 800 мл до литра со 100 до 150 литри вода, може преко системот капка по капка. Сето тоа стручно објаснување е фактор број 1 за резултат при примената на немакилот. Што е значајно? Утврдувањето на популацијата, дали е над прагот на штетност или не, нас не води кон тоа кога,
како во која количина, кај која култура треба да го применеме немакилот. Под такви услови, немакилот ќе даде фантастични резултати и бурен растеж на растенијето. Секоја друга алтернатива, бидејќи во Република Македонија има многу квази стручњаци, нестручно го применаат немакилот и велат тоа нема никакво нематоцидно делување. Кога дозволиле популацијата веќе да предизвика еве тие симптоми што ги гледаме овде од коренот. Штом дојде таков корен, што немакилот ќе прави? Тој ќе ги сузбие, ќе ги прекрати понатамошните циклуси. Меѓутоа, тој корен веќе не е способен да твори да влече храна и растението горе не може да поприма ништо, бидејќи кореновите одакна тука. Сето тоа е со хипертрофичните симптоми кои ги предизвикуваат тие нематоди од родот Мелоидогине, го уништуваат коренот и тука немаме влечење на храна и имаме големи штети. Значи, со еден збор, немакилот како препарат, со еден стручен пристап за градинарските култури, рековме од 800 милилитри до литро, со 100 до 150 литри вода, може да се изврши, дали тоа пластеник, дали се, али врз основа на анализа на почвата, што значи многу. Во лозарството, исто така, во подолните слоеви, ксифинемите и лонгидорусите како вектори на вирусите, мора да се утврди присуството и инкорпорацијата со наводнувањето преку системот капка по капка, или има специјални инјектори, која е заштитна метода, бидејќи тие се јавуваат во одредени оази, тоа го зборевме за нападот нивни. Може со инјектори на чокотите да се тоа санкционира, за да не се шираат понатаму нематодите, што е нивна особина да многу за краток период се шираат преку водата, преку обработка на почвата и така натаму. Значи, употребата на немакилот, мора да го потврдиме тоа како заклучок, е во сите одгледувани култури во аграрот. Лозарството, за ксифинемите лонгидорусите рековме, посебно гевгелискиот регион, Неготинскиот, Кавадаречкиот, Свети Николскиот, Велешкиот, Струмичкиот го има, Богданскиот регион, лично таму имаме многу со професор Крањајич и како големи популации од ксифинемите лонгидорусите, уништија дел од насадот. Сето тоа може да се применува во лозарството, во овоштарството, во градинарството, кај индустријските култури и на крајот во цвеќарството. А во Гевгелискиот регион ние имаме многу љубители на цвеќе и одгледувачи на цвеќе, кои екзистираат од цвеќето, ги имаат нематодите таму. Тие се бораат на својствен начин, бидејќи секој ден го минуваат цел ден таму. Немакилот со добра примена, стручна, права примена, нема причина да не добијат резултати. И што е најважното? После нематолошката анализа, правиот стручњак, од кога е применет немакил, на 2 до 3 недели се прави повторен нематолошки тест, да се види ефикасноста на немакилот и врз основа на тоа дали треба уште 1 или 2 третмани, доколку имало голема популација од инвазиони ларви, првите се сузбиени и после тоа доаѓа пак нов налет. Значи, со прихранувањето заедно, а тоа има и стимулативен ефект, рековме, пак се оди, економски е оправдано, бидејќи културата ќе биде заштитена, а и прихраната и мотивирана со стимулативни хормонални средства што ги имаат овој препарат. И тука ние во вегетацијата постигнуваме фантастичен резултат, што значи многу по однос на одгледуваната култура да го даде генетскиот потенцијал. Ние, не само за него,
и за сите тие средства кои се од интерес за заштита на здравието при луѓето. Сите средства кои имаат еден приоритет би се рекло, со ефикасноста и со економскиот параметар, ќе се најдат во овие наши емисии. Во случајот нема килот, каде што алкалоид прави еден голем чекор кон земјоделското производство, кое нешто вреди да се тоа спомене, бидејќи се прави онаа суштинското подполнување на оние отрови од прва група од нематоцидите што беа со такви слични препарати кои се од корист за животната средина, за здравјето на поединецот и за интерес на целото општество, да тие производи немаат резидуи и да имаат проблеми после за евентуален извоз на европскиот пазар. И на крајот ќе кажеме дека со немакилот секако доаѓаме до поголемо, поквалитетно, првокласно производство кое ќе одговара и за нашиот и за европскиот пазар. Професоре, на крај сме од ова издание на Агроспектар. Слушнавме, видовме за новините, што ќе препорачаме за крај. Ние минатата недела имавме еден убав обсек за нематодите во Република Македонија, кои од година на година прават се поголеми штети и го губиме производството. Тоа, оние луѓе кои не водели и кои не водат, како да не ги интересира дека земјоделието со смислен пристап кон решавање проблемите за болести, штетни инсекти и така натаму, подразбира квалитетно производство за европскиот пазар. Ова недела, бидејќи опфатот беше минатата недела точно за сите нематоди во Република Македонија, има едно решение како новост, кое нема никаква токсичност прво, како бившите нематоциди, и кое навистина во земјата ствара целосна рехабилитација на коренот, стимулација на коренот, развој на коренот, а другата компонента ја уништува нематодата. Таквото нешто, кое сега го погледнавме, тоа е едно од решенијата за земјоделските производители, кои треба со стручен пристап да го користат средството, што е од нивна корист и за уништување на нематодите, и за хранителниот режим, коренот чим има повеќе храна, тој ствара поголем потенцијал да имаме поголем принос. Сите тие работи се врзани, но бидејќи науката е на многу ниска разина, обезвреднето со губењето на системот на вредности во државата, науката мора да се го најде своето место во хемиската индустрија, значи образованието да го најде секте местото во стопанството, да даде допринос за квалитетно стопанство, квалитетно производство во земјоделието, кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Ви благодарам и вам за времето и вниманието и имајте секое добро.